Познавањето на структурата на медиумите, начинот како се создаваат и пренесуваат информациите, нивното аналитичко восприемање и критичка обсервација, користењето на медиумите се дел од медиумската писменост, која пак е поврзана со остварување на едно од основните човекови права. Учениците медиумската писменост теоретски ја учат уште во основните и средните школи, но посетата на другата страна им дава појасна слика за медиумскиот свет. Во тоа се согласни учениците од средните училишта Богданци од Богданци и Гоце Делчев од Валандово, кои денеска беа во посета на ТВ канал ВИС. Претходно немав многу сознание за медиумите, но после денес научив многу за се што се случува вонка надвор од камерата и за колку труд се вложува за да се направи една ТВ емисија. И јас претходно немам никакво искуство со медиумите. Многу често верував на медиумите, но после ова и после вашите знаења што не ги пренесувате, мислам дека треба да размислиме два пати. Па всушност тие граѓаните ги известуваат секој ден за нови случувања и секако денеска научив дека не е нималку лесно тоа да се изнесе на телевизија. Нашите знаења за медиумската писменост беа многу сиромашни, но денеска успеавме да се надоградиме многу и да видиме како сето тоа функционира. И сум многу задоволна што добив едно такво искуство. На мене ми представуваше задоволство да слушнам, да добијам такви информации, бидејќи тие за мене ќе бидат од големо значење. Па кога дојдов овде, сватев дека всушност сум знаела многу малку и дека од ова како еден вид обука сега многу се надокнадив и дека ова многу ќе ми помогне понатаму во животот. Медиумската писменост е партнер на оние медиуми кои, почитувајќи ги професионалните стандарди, ги креираат своите новинарски производи. Зошто медиумски писмени граѓани ке значи етаблирање и реноме само на оние медиуми кои ги знаат правилата на новинарството, ја почитуваат професионалната етика, со што ке се направи јасна дистинкција меѓу вистинските и лажните вести. Денеска имавме прекрасна работилница со средношколци од Валандово и Богданци. Заедно поминавме неколку почетни лекции за како тоа функционираат медиумите и се разбира медиумската писменост. Ова е навистина добра можност не само да ги едуцираме младите граѓани како треба да препознаваат лажни вести, како да ги проверуваат изворите кои што ја пласираат информацијата, туку на тој начин да го развиваме и критичкото мислење, да имаме самоуверени идни граѓани кои што лесно ќе може да се заштитат од напливот на информации кои што особено се брзо шират со помош на социјалните мрежи и интернетот. Ова е всушност бенефити за нас, бидејќи и ние како медиуми треба да се бориме многу поактивно на полето на професионалното информирање и се разбира да ги посочиме, да ги истакнеме сите оние проблеми кои што ги имаат медиумите и како ние треба да застанеме во одбрана на правилното и професионално информирање. Медиумската писменост директно е поврзана со огромната бројка разновидни медиуми и медиумски содржини, но клучна е улогата на информациите во развојот на демократијата, културната партиципација и активното граѓанско учество во општеството. Медиумската писменост е инструмент за заштита на граѓаните, особено на младите, инструмент за нивна едукација, но инструмент за активно учество во медиумската сфера. ТВ канал ВИС се приклучи во одбележувањето на медиумскиот ден кој што го организира Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Со цел младите да се запознаат со работата на медиумите, но и да дознаат како треба да работи еден професионален медиум.